кратки најави за денешниот дневник. Усвоени кварталните финансиски извештаи за 5 охридски јавни предпријатија. На Сончеврид да се изгради првиот отворен музеј во Европа, предлага Сдруженијето Енхелеус Лихнит. Џудо за сите, нов проект за лицата со интелектуална попреченост. Фестивал на вино во Охрид од 8 до 10 септември. Сателитските снимки покажуваат дупки на кровот на нуклеарната централа во Запорожје. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид во првата половина од денот времето стабилно со сончеви периоди и максимална дневна температура од 25 степени Целзиусови. Попладне развој на нестабилност, врнежи од дожд, гармотевици и појава на невреме локално. Во среда над Централна Европа, Апенинскиот и Балканскиот полуостров умерено облачно и нестабилно време со дожд и гармотевици. Дожд се очекува и во североисточните делови од стариот континент. Во останатите делови од Европа сончево и релативно топло. Над поголем дел од Балканскиот полуостров во среда сончево со локална облачност, попладне развој на нестабилност, врнежи од дожд кои локално во централните, јужните и источните предели ќе добијат на интензитет. Максималните дневни температури од 24 до 32 степени Целзиусови. Во Македонија утре во првата половина на денот претежно сончево со локална облачност, ветровито релативно топло, попладне развој на нестабилност. Вечерта и доцна вечерта нестабилно со врнежи од дожд, гармотевици и појава на невреме со услови да наврнат и над 10 литри. Минималните температури од 11 до 19, максималните од 22 до 31 степени. Во Охрид во среда во првата половина од денот сончево со локална облачност, попладне нестабилно со врнежи од дожд, гармотевици и североисточен ветер. Минималната 15, дневната 24 степени Целзиусови. Во четврток и петок во утринските и предпладневните часови претежно сончево со локална облачност, а попладне нестабилно со врнежи од дожд. Дневните температури 26, односно 24. Во сабота веќе стабилизација на времето. Претежно сончево со локална облачност и максимални 27 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Доктор Танжу Шашко, Dent in Aesthetics, вработува доктор стоматолог за работа во општа стоматологија. Работно време од 10 до 17 часот, од понеделник до петок. За сите останати услови јавете се на телефон 046 25 71 50 и 070 24 90 91.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Усвоени кварталните финансиски извештаи на јавните предпријатија. Опозицијата не даде зелено светло, ама предложи сугестии како финансиски да зајакнат. Упатените забелешки и предлози од опозицијата предизвикаа реакции кај позицијата која возврати со обвинување кон претходните менаџери на предпријатијата и државата. Усвоени се кварталните финансиски извештаи за 5 охридски јавни предпријатија. Советниците ги разгледуваа финансиските извештаи на расходите и приходите од работењето на јавните предпријатија Билјанини извори, Водовод, градски гробишта, градски пазар и нискоградба за периодот од 1 април до 30 јуни 2022 година. Опозицијата не даде зелено светло, ама предложи сугестии како финансиски да зајакнат кревките јавни предпријатија. Живка Ангеловска, координаторот на коалицијата на СДСМ, предложи намалување на адвокатските услуги во некои јавни предпријатија и рационализација на вработувањата со соодветна систематизација на работните места. Ангеловска во дискусијата потврди дека јавните предпријатија се во тешка финансиска состојба со децении, виновни се и едните и другите политички партии и порача да нема меѓусебни препукувања, бидејќи тоа не носи до успешна работа. Овде на оваа говорница треба да зборуваме со факти и аргументи за точките на дневен ред, односно за податоците кои што вие ни ги дадовте. И не може апсолутно да се каже дека директорите, јас во ниеден момент не ги нападнав, нити сметам дека се тие криви за ситуацијата. Меѓутоа и од самиот кога дојдов тука реков би сакала да ги прифатите, што и секако и не морате да ги прифатите. Нашиот заеднички интерес е успешни предпријатија, без разлика кој е на власт. Апсолутно, затоа што тие се сервис за граѓаните и треба да ги ставиме во еден колосек каде што услугата ќе биде поквалитетна. Упатените забелешки и предлозите од опозицијата предизвикаа реакции кај позицијата. Сашо Донев, председателот на Совет за финансиската состојба во која се наоѓаат јавните предпријатија, ги обвини за недомакинско работење претходните менаџери на јавните предпријатија, но и сега државата за скапата цена на електричната енергија, која им задава сериозни проблеми во подмирување на сметките за струја на скоро сите јавни предпријатија. Како што тоне државата, ќе тонат и тие. Како што расте електричната енергија, ќе растат долговите на тие. Имаме вработени, кои што за 2-3 месеци ќе се мислиме како ќе му дадеме плата, а камоли да ги завршиме услугите кои што ги плаќаат граѓаните. Сега, точно е дека може да се не плаќа струјата, па нека тужат, па нека прават извршни решенија и ќе го доведеме Водовод во ситуација таква како што беше претходно. Сашо Донев, председателот на Совет за финансиската состојба во која се наоѓаат јавните предпријатија, ги обвини за недомакинско работење претходните менаџери на јавните предпријатија, но и сега државата за скапата цена на електричната енергија која им задава сериозни проблеми во подмирување на сметките за струја на сите јавни предпријатија. На продолжението на 15-тата седница на Градскиот совет, советниците ги усвоија и останатите предлог одлуки, како што се давање донација на ДПД ентузијаст Охрид Дебрц за партиципација и сопствено учество на општина Охрид во проектот Развој на спортски туризам во општина Охрид и изградба на вежбалиште за голф, за формирање на општински совет за социјална заштита, за формирање на координативно тело за оценување на имплементација на трет локален еколошки акционен план на општина Охрид и за пренесување на правото на користење на ПМВ возило марка Мерцедес, сопственост на општина Охрид на јавното предпријатие Водовод Охрид. На Сончев Рид да се изгради првиот отворен музеј во Европа. Предлог проект на Сдруженијето Енхелеус Лихнит од Охрид. Целта е презентација на богатото културно-археолошко наследство во регионот и запознавање со животот од неолитот до денес. Проектот е презентиран пред надлежните институции. Останува да се најдат финансии за неговата реализација. Омеѓу Охрид и Струга, на Сончев Рид да се изгради првиот отворен музеј во Европа. На туристите на едно место да може да им се представи целото културно и археолошко наследство од регионот.
Археолошките локалитети и пронајдоци од бакарното време па се до ден денес. Сдруженијето Енхелеус Лихнит го има изработено овој проект, со кој се предвидува изградба на традиционална македонска куќа од далечното време, реставрирање на воена униформа, можност за посетителите да гаѓаат со стрели и одблизу да го доживеат минатото, да бидат презентирани обликите од империјалниот македонски период и сите откритија од досегашните истражувања. Сите наоди, сите истражувања кои ќе се прават на Сончев Рид ќе бидат стационирани во новиот музеј горе, каде што посетителите ќе можат сите тие периоди кои ги имаме од периодот на неолит до ден денес, да можат луѓето да ја осетат енергијата и да осетат временската разлика, типологијата, социолошкиот аспект на човекот кој живеел крај брегот на Охридското езеро. Тоа ќе биде комплекс на археолошки локалитети со културен хоризонт од неолитот до денес. Музеот треба да биде лоциран на локалитетот Енгелана, веднаш до манастирскиот комплекс Свети Еразмо, помеѓу Охрид и Струга. Се работи за еден од најдобрите и најубавите археолошки локалитети во светски рамки, затоа што тоа го дозволува да окажеме, затоа што е изграден негде 4 век пред новата ера од страна на Филип II Македонски како одбрамбена зона за нападите од северните племина. Меѓутоа не можете да останете рамнодушни на погледот од самиот локалитет на северниот брег на Охридското езеро, каде што ќе забележите сите тие емералдни преубави бои на Охридското езеро. Она што останува исто да видите, да си воодушевен, тоа е мегалитните камени блокови, каде што достигнуваат до 2 метра, а одбрамбениот зид достигнува до 3 метри и 30 сантиметри. Проектот е презентиран пред надлежните институции. Останува да се најдат финансии за негова реализација. Ке се воспоставени повеќе контакти со институции надвор од Македонија, со Институтот Штип, Институтот од Скопје и веќе треба да се почне да се прави реализација. Меѓутоа, за жал, она што е проблемот во Македонија се финансиите, па преку одредени грантови на Швајцарија од Европската унија се обидуваме да го реализираме. Последните археолошки истражувања на локалитетот Енгелана се извршени во 2011 година и ова вредно културно наследство воопшто не е презентирано пред туристите. Загрижува тоа што не е направена ниту конзервација, ниту реставрација. Наставата од новата учебна година ќе се реализира во отворени училишта и без анти-ковид протоколи и обврска за носење заштитни маски. За сега не се предвидуваат никакви дополнителни превентивни мерки, освен оние што се актуелни и во сила за болниците, јавниот превоз, аптеките и домовите за стари лица. Конкретно за училиштата за сега нема, изјави за Мија и доктор Злате Мехмедовиќ, портпарол на Комисијата за заразни болести. Учебната година задутре ќе започне за околу 255.000 основци и средношколци. За учениците од второ и од петто оделение има нови наставни програми според концепцијата за основно образование, која лани се спроведува етапно. За овие ученици, како и за тие од прво и четврто оделение, учебниците ќе доцнат поради измената на наставните програми кои се во различни фази на одобрување. Министерството за образование и наука соопшти дека за да се задржи континуитетот, заедно со Бирото за развој на образованието, имаат подготвено соодветни наставни материјали за овие ученици од кои ќе учат на почетокот на учебната година. За останатите оделенија, за кои важат старите наставни програми, како и за средното образование, учебниците ќе бидат навреме доставени. Учебниците од четврто и покорните оделенија, освен во печатен, ќе бидат достапни и во дигитален формат на порталот eučebnici.mon.gov.mk. Доделени дипломите на матурантите од Електромашинскиот училишен центар Свети Наум Охридски. Со свечен настан кој се одржа синоќа во Центарот за култура Григор Прличев беа доделени дипломите на матурантите од Електромашинскиот училишен центар Свети Наум Охридски од генерација 2021-2022 година. Во име на локалната самоуправа пред присутните своје обраќање имаше секретарот на општина Охрид Александар Китески.
Би сакал да упатам благодарност до наставниот кадар за целокупниот ангажман и за тоа што ги подготвивте матурантите, само уверен да зачекорат кон високото образование, идните професионални ангажмани и новите работни места. Општина Охрид во континуитет е посветена на образованието, а низа значајни инвестиции беа реализирани токму во ова училиште, со што значително ги подобривме условите за настава. Се надевам дека со ова темпо ќе продолжиме и во иднина и дека ќе може да се пофалиме со уште многу успешни генерации од потребните технички струки, истакна Китевски во своето обраќање. Џудо за сите е новиот проект за спортска инклузија на лицата со интелектуална попреченост во Охридско-Струшкиот регион. Проектот започнува со примена од септември. Инклузија на лица со интелектуална попреченост во џудо и пристапно џудо за сите е насловот на меѓународната програма која од септември ќе започне да се применува во Охридско-Струшкиот регион. Оваа тренинг програма е дел од поширокиот проект кој опфаќа џудо клубови од Србија и Романија, а истиот е поддржан од Европска унија, вели Маријан Билјановски, тренер во џудо клуб Дрим Струга. Во заедна соработка со Порака Нова, која работи со деца со лица со интелектуална попреченост, дојдовме на идеја да истите ги вклучиме во џудо спортот, каде што преку тие тренинзи, таа програма што ја направивме, ќе може да ги вклопиме во општеството, да се примени во општеството, да зголема нивната физичка и моторичка способност. Зголемување на вклученоста на млади лица со интелектуална попреченост во спортот, градење капацитети за вклучените организации, подобрување на прекугранична соработка преку размена на знаењата, практики и искуства за мобилност се целите на проектот. Исто така со воведување иновативни методи и практики за џудо и подигање свест за важноста на инклузивниот спорт и борба против секоја форма на дискриминација се придобивките со кои ќе се стекнат учесниците. Тренинзите ќе ги одржуваат тројца тренери од џудо клуб Дрим. Се одвива по 2 пати неделно, по 1 час, во зависност од програмата и од тренинзите и техниките и сите елементи што се потребни за такви лица, каде што ќе ги образложиме и ќе ги направиме да бидат полесни и поинтересни преку игра, да го свата што е во суштина џудото и да одиме понатаму према поголеми размери и цели. Во рамки на програмата ќе се креира прирачник за инклузивно џудо, а предвидени се 3 национални надпревари и по 1 интернационален камп и надпревар. Задоволен од одзивот на пријавените кандидати, Билјановски вели дека официјалниот рок за пријавување истекол на 25 август, но дека се уште има простор за заинтересирани ентузијасти. Фестивал на виното во Охрид. Од 8 до 10 септември на улица Кеј Македонија спроти хотелот Палас ќе се одржи Охридски фестивал на виното. За добра забава ќе бидат задолжени охридските бендови Камелеон и Бекдор Бенд, а свој настап ќе има и Ѓоко Танески. На фестивалот ќе настапат и DJ Винофест, Фолтин, Александар Јосифовски, Ареа, Наум Петрески, Нина Јанева и Супер Хикс. Дополнително за добро расположение ќе придонесат и македонските винарии, кои убавите музички звуци ќе ги надополнат со квалитетно македонско вино. Јубилејната 55-та летна школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, кој што се одржува во Охрид, ги обедини институциите во заложбите за афирмација на македонистиката во светот. Јубилејната 55-та летна школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура годинава е со најголем број учесници, семинаристи од 17 држави од светот. Неделава на школата ќе биде одржано предавање и за интермедијалните проникнувања на современата македонска книжевност со сликарството и музиката од страна на професор доктор Владимир Мартиновски, а македонската традиционална култура, културно наследство и идентитет ќе бидат тема на предавањето кое што ќе го одржи професор доктор Велика Стојкова Серафимовска. Школата трае до петок, 2 септември. Инаку, летната школа се одржува со финансиска поддршка од Министерството за култура, а годинава за прв пат и со финансиска поддршка од Министерството за образование и наука, додека дел од програмските активности се под покровителство на Општина Охрид и Општина Вевчани. Трибина на тема дивите кучиња како потенцијален проблем за биодиверзитетот во нашите екосистеми. На трибината се утврди дека дивите кучиња директно влијаат на состојбите во заштитата на балканскиот рис. За решавање на овој проблем потребен е акционен план и долгорочни заложби.
Вчера во организација на Македонското еколошко друштво се одржа трибина на тема дивите кучиња како потенцијален проблем за биодиверзитетот во нашите екосистеми. За поставувањето и нерешавањето на ова прашање директно влијае на состојбите со заштита на балканскиот рис, вели Диме Меловски, раководител на програмата во Македонското еколошко друштво. Дивите кучиња представуваат проблем не само како што прават додатен притисок врз ловниот дивеч со кој што се храни балканскиот рис, мршајадат на неговиот плен, меѓутоа и хибридизираат со волците, и за таа цел ние од Македонското еколошко друштво решивме да ги повикаме најзначајните чинители кои што се одговорни за дивите кучиња во Македонија, со цел да се отпочне едно посистематско решавање на овој проблем. На трибината учествуваа представници од секторот за ловство, од Министерството за шумарство и водостопанство, Инспекторатот за животна средина, Агенцијата за храна и ветеринарство, јавното предпријатие Лајка и невладината организација Анима Мунд. А за решавање на ова комплексно прашање потребен е акционен план со конкретни мерки, временска рамка, буџетски ставки и се што е потребно во долгорочен период да се реши ова прашање, потенцира Меловски. 40 годишен охриѓенец се здобил со потешки повреди откако бил нападнат од две лица. Следува билтенот на СВР. Лицето ГУ, 40 годишен од Охрид, на 28 август во 14 часот во СВР Охрид пријавил дека пред хотел во Охрид бил физички нападнат од две лица, при што се здобил со повреди констатирани во медицински центар Охрид. Се преземаат мерки за расчистување на случајот, пошто ќе биде поднесена соодветна пријава. На 29 август во 21 часот и 20 минути на булевар Туристичка во Охрид, полициски службеници од СВР Охрид го лишиле од слобода лицето СК, 25 годишен од Велгошти, затоа што кај него била пронајдена и одземена марихуана. По целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесен соодветен поднесок. Соодветен поднесок ќе биде поднесен и за лицето НР, 26 години од Охрид. Тој на 30 август во 1 часот и 55 минути на патот во село Орман Охридско бил лишен од слобода од страна на полициски службеници од СВР Охрид затоа што при преглед во возилото Пежо со охридски регистарски ознаки кој тој го управувал била пронајдена и одземена марихуана. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Нуклеарната централа Запорожје во Јужна Украина, која руските сили ја зазедоа во март, но се уште има украински персонал и жариште на конфликти при што двете страни меѓусебно се обвинуваат за гранатирање во близина. Maxar Technologies објави сателитски снимки на кои се гледаат дупки на покривот на нуклеарната централа. Мисијата на Меѓународната агенција за атомска енергија МАЕ се упати кон објектот и треба да изврши увид и проценка на штетите. Предводена од шефот Рафаел Гроси, мисијата ќе ги процени работните услови и ќе ги провери безбедносните системи, соопшти организацијата со седиште во Виена. Обединетите нации, САД и Украина повикаа на повлекување на воената опрема и персонал од комплексот за да се осигураат дека истиот не е цел. 1/3 од Пакистан е целосно потопен како последица на најголемите поплави во историјата на земјата, изјави министерката за клима Шери Рехман. Силните поплави уништиле патишта, мостови, домови и земјоделски површини, а од почетокот на сезоната на монсуни во јуни загинале најмалку 1136 лица. Пакистан, петта најнаселена држава на планетава, погоден од најсилните летни дождови во последните 10 години и владата обвини дека тоа е резултат на климатските промени. Официјални лица кажаа дека само во последните 24 часа загинале 75 лица, при што се очекува трагичниот биланс да расте. Премиерот Билавал Буто Зардари изјави дека 1/3 од загинатите во поплавите се деца. Се проценува дека 33 милиони пакистанци се погодени од поплавите кои се споредуваат со оние во 2010-та, кога загинаа повеќе од 2000 лица. Ирачките милитанти истрелале неколку ракети врз багдадска утврдена зелена зона, додека втор ден продолжуваат спорадичните судири меѓу ривалските шиитски политички групации, пренесуваат агенциите. На улиците денес предпладне нема цивили, а во камионети низ градот се движат групи вооружени со автоматски пушки и рачни фрлачи на гранати. Според телевизијата Ал-Хадад, досега во судирите кои збувнале вчера околу пладне, загинале најмалку 30 лица, а телевизијата Руда наведува дека се ранети најмалку 380.
Кина нареди затворање на милиони луѓе во областа околу кинескиот главен град, а властите ги удвоија напорите за спречување на ширење на COVID-19 пред годишниот клучен состанок на владеачката комунистичка партија. На речиси 4 милиони луѓе во провинцијата Хебеи, која го опкружува Пекинг, им е наредено да останат дома до крајот на неделата, бидејќи се прават напори да се спречи ширењето на вирусот. Повеќе од 13 милиони луѓе во соседниот пристаништен град Тианџин мора да бидат тестирани откако беа потврдени 51 претежно благ случај. Кина е единствена голема економија во светот со политика на нулта стапка на инфекција со COVID-19, карантините, ограничувањата за патување и масовните тестирања. Го нарушија бизнисот и го забавија економскиот раст. Ова е се што подготви информативната редакција на ТВМ за денес. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.